Во денешново издание на утринската емисија Деница на телевизија Мега ќе зборуваме повеќе за негата на животните. По тој повод, мој денешен гостин е Цеца Марковска, председател на Сдруженијето Мали херои од Битола. Цеца, ти благодарам многу што ја прифати поканата и ете во овој период да разговараме малку повеќе за грижата и заштитата на домашните миленичиња, животните, но исто така и на оние животни кои се оставени на улица. Најпрво ќе се навратиме на тоа дека овој месец вие го одбележивте вашиот 5-ти роден ден на Сдруженијето Мали херои, една јубилејна бројка, интересен датум, сето тоа. Па со кои се предизвици се соочивте во тој период од 5 години? Здраво, благодарам на поканата. Значи, можам да кажам дека од самите почетоци на Сдруженијето Мали херои во 2011 година имавме импровизиран стационар прифатилиште за згрижување на животни, од каде се започна баш од тој стационар. Исто така вдомени се секоја година, значи според нашата статистика, над 150 животни секоја година. Исто така сме вклучени во локални проекти на општина Битола, благодарност до нив. Можеме да се пофалиме на голем број на трибини, делување на свеста кај граѓаните и секако на барање на конкретни вдомувачи за бездомните животни. Бидејќи грижата и заштитата на домашните миленичиња пред се, гледајќи ги европските земји и пошироко е на високо ниво, каква е културата на заштита кај нас? Ете конкретно за во Битола. Така, значи ако збораме од 2011 до сега, во овие 5 години, свеста кај граѓаните веќе на повисоко ниво. Значи има голема разлика, но сепак се соочуваме со страшни предизвици. Ете да не биде толку страшно кажано, но има напредок. Бидејќи ги спомнавте ветеринарните амбуланти тука кај нас, колку можат тие да помогнат во правилно чување на милениците? Многу е битно, значи миленикот да се однеси на ветеринар, да се консултираат самите собственици со ветеринарните доктори. Секако тука спаѓаат советите и грижата за самото животно, како треба да се одвива понатаму. Значи, тука има прочистување од паразити, внатрешно, надворешно прочистување, проверка на крвни анализи, вакцинација на самите животни против вируси или антивирусна вакцинација и значи е многу битна. Битна е посетата на ветеринар. Бидејќи на почетокот го спомена стационарот, и се уште можат да се сретнат куќиња бездомници низ нашите улици во Битола и пошироко, особено јас бидејќи често патувам и доста има и во руралните средини, како треба сето тоа да го решиме и ние како граѓани, бидејќи сепак на некој начин тоа е наша одговорност, како треба да се постапува кон тие куќиња? Кон бездомните куќиња? Не мора да се куќиња, бидејќи има повеќе. Да. Кон бездомните куќиња, значи ние еве веќе 5 години трубиме, да не речам, по медиуми и сегде. Значи во нашиот град има доста бездомни животни. Секој граѓанин во општина Битола е задолжен, значи, за тие куќиња и треба да се грижи за тие куќиња. Значи, целта на нашето постоење е да им докажеме на граѓаните дека секој граѓанин има таква одговорност, општествена одговорност за згрижување на милениците, пред се својот миленик да го кастрира или стерилизира. Со тоа се намалуваат единките и потомството на бездомните животни. Ке нема повеќе бездомни животни, значи во тек на годините ќе се намали бројот на бездомните животни или секако крајното решение е едно прифатилиште во Битола каде што ќе бидат исто така кастрирани, стерилизирани, вакцинирани, прочистени животни, куќињата конкретно, и со тоа ќе можат луѓето да си вдомуваат оттаму и ќе се намали бројот на бездомните животни. Бидејќи споменавме дека во склоп на вашето функционирање во текот на овие 5 години се имате одржано разни трибини. Зашто најчесто се одржуваат тие трибини, на која тема? Така, имаме голем број на трибини. Имавме трибина за ехинококус, кучешката тенија,
каде што секако имавме голем број на посетители, Битолчани слушнаа како треба да внимаваат на нивните миленици, колку е битно да се обезпаразитваат милениците, да се вакцинираат, но секако дека голем дел од кучешката тенија се јавува во овошјето и зеленчукот. Исто така сега еве во оваа година имавме со доктор Буневски трибина за кастрација, стерилизација, зошто, кога и како, кога е најпогодно време за миленикот да се оперира и зошто е тоа здраво за самиот миленик. Кога ќе се спомне правилно чување на миленикот, не е битно каков миленик, сите тие барат одредена нега и заштита, бидејќи можеме да ги чуваме и во куќа и во стан, и во руралните средини е малку полесно, бидејќи не мора да се посветува толку време да се помине со миленикот, но за разлика од тие кои што чуваат миленик во стан е малку по-забавно, да кажеме, бидејќи мора да одвојуваат време да го шеетаат сето тоа. Дали имате чисто прашање на тоа како да се негува правилно? Да, имаме често такви прашања, упатени до нас. Со самото вдомување, значи, доколку сопствениците си вдомиле мачка, тие се посамостојни, не им треба толку, да речам, посветеност, можат самите да се снаѓат, секако дека си бараат внимание, но не им треба шетање со каиш, како што си бараат кучињата. Кога веќе имаме куќе дома вдомено, во стан конкретно, секако си бара да излези надвор, да шета, сака повеќе време да шета надвор, сопственикот да му посвети доволно внимание, да си игра со него и така натаму. Бидејќи прелистувајќи ја вашата Facebook страница и често, мислам, постојано може да се налете на слики каде што постирате за одредени домашни миленичиња кои што имате апел да бидат вдомени, да се заштитат правилно. Колку моментално располагате со колку број на животни кои што чекаат вдомување? Така, на нашата Facebook страна секогаш вадиме албуми каде што има животни за вдомување. Животните се наоѓаат конкретно кај нашите активисти. Волонтерите земат колку што може да прибери дома бездомни животни и се до нивното вдомување. Па има, значи може да се најди, ете сега беше и период на парење кај животните, така да има и нови потомства. Има, значи бројка не можам да кажам конкретно, пошто секој ден излегуваат се и нови животни. Кој најмногу бара? Дечињата или пак нивните родители? Дечињата се разбира, тие веќе се ептен поповрзани со животните. И поради тоа конкретно баш имавме и трибина пред 2 години за децата. Зошто треба како треба да постапуваат со животните, зошто треба да си вдомат, а не да купат и така натаму. Бидејќи во Македонија постојат повеќе организации кои што се занимаваат токму со заштитата на животните и нивните права, кога ги земиме и тие светски тенденции да се стави поголем акцент на заштитата на животните, бидејќи сите тие заслужуваат одреден третман и почит. Дали имате соработка со одредени македонски здруженија, па можеби и надвор? Така, значи имаме соработка. Имаме направено една коалиција на здруженија, оформено во цела Македонија, значи сите сме соработници таму. Коалицијата се залага за правата и заштитата на животните, како и секој здружение конкретно во секој град во Македонија. Баш поради таа коалиција која што е направена од нас, многу полесно и на подобар начин оди и вдомувањето на животни. Исто така и добиваме информации, подобро добиваме информации за потенцијалните вдомувачи. Значи, сепак без разлика за кој град да се работи, се повеќе има здруженија за животни и тоа е голема предност за Македонија. Да се навратиме и на вакцинацијата, бидејќи пред неколку години тој процес беше некако оставен настрана и тие кои што многу помалку за разлика од денес, оние кои што имаја домашни животни ги носеа на редовна вакцина. Каков е сега бројот моментално? Според закон мора секој собственик да се го однесе да го пријави животното во ветеринарна амбуланта. Секако е многу битна вакцинацијата поради тие вирусни инфекции кои што ги напаѓаат животните.
конкретно смртоносните вируси кои што се застапени во Македонија. Баш оваа недела конкретно имаме 3 жртви на вирусот штенечак, кој е многу опасен и е обично смртоносен. Се работи за невакцинирани животни. Значи не се случило вакцинирано животно да добие вирус. Затоа потенцирам дека е битна вакцинацијата, како и вакцинацијата за беснило, против беснило и микрочипирањето. Бидејќи во неврзани разговори, се среќавам со ваши повеќе членови кои што се и доктори по ветерина и од разни други институции и често зборуваме токму на оваа тема. Колку имате активисти моментално? Имаме пасивни и активни активисти. Волонтерите кои како што може, значи се приклучува во волонтирањето. Значи имаме околу 50 и активни и пасивни волонтери. Се разбира дека секогаш потенцираме вклучување во мали херои, исклучиво за тие поединци кои што навистина сакаат да помогнат, имаат чиста мисла кон животните и чиста намера за да им помогнат. Бидејќи се уште е актуелно и по пишаните медиуми и по електронските дека се уште се користи животинското крзно за правење на гардероби и слично, вие го судувате, предпоставувам. Да. Остро. Во последно време се повеќе и повеќе на пазарот се појавуваат животински производи. Како да се спречи тоа според вас? Значи, крзнената индустрија од секогаш била и сега се надеваме дека со овие наши кампањи и лобирање на свеста на луѓето ќе исчезне. Спречувањето, значи, се поттикнува од тоа што конкретно ќе кажам за нас љубителите на животни што не купуваме такви производи, продукти кои што се наменети за некаква си мода. Значи, не носиме кожни јакни, кожни чизми, значи не носиме крзно на нас, пошто тоа се исто како да се носи жив леш. Така да потенцираме да не се купуваат такви производи за крзнената индустрија или месната индустрија, значи да не се јаде месо и така натаму. За да се тргне од употреба. Се земе во предвид дека се поактуелно станува вегетаријанството и веганството во светот, па и кај нас многу веќе млади луѓе се приклучуваат кон тоа. И сега поделено е тоа, дали станува збор за помодарство или за вистинска хуманост, што вие би прецениле? Добро, некои луѓе, значи, зависи, повеќето е чиста хуманост и така треба да биде. Од друг аспект, една навика. Од трет аспект е здрава исхрана, здрав начин на живот. Претпоставувам. Значи, и сега, опасноста кај уличните кучиња најмногу произлегува токму од невакцинираноста и од негрижата. Како пак да се заштитат граѓаните од сето ова? Дали имаат можност некаде да се јават и да пријават и да бидат тие кучиња воопшто, мачки, сето тоа да биде тргнато до лиците каде што може значат и опасност за минувачите, да речеме. Дали постои негде каде што може да се сместат кај нас сега? Моментално ние како здружение, како единствено здружение во Битола, немаме шелтер, стационар за привремено сместување на тие кучиња. Глутници во Битола се намалуваат глутниците поради баш таа кампања што е за стерилизација, кастрација. Значи со тој метод се спасува женката, се спасуваат сопствениците, се спасуваат граѓаните и тука се намалува бројот. За пријавување, значи, за тие кучиња тука нема. Значи има некои така си наречени служби, но ние не потенцираме, значи, да не пријавуваат луѓето, туку да бидат малце трпеливи и дека со тек на годините ќе се намали тој број на популација на бездомни животни во Битола. Исто така сакам да потенцирам дека секој сопственик треба да си има контрола над својот миленик, не смее да го пушта на улица, како што прават некои, значи има и неодговорни сопственици,
да не го пушта својот миленик на улица, за да не предизвика буквално парење и размножување на други единки. До сега разговаравме за тоа како треба правилно да се грижиме за домашните меленичиња, но во тој дел спаѓа и правилната исхрана. Значи, нормално ние луѓето внимаваме до негде на правилната исхрана, но секако треба да внимаваме на тоа и што јадат нашите миленици. Како правилно треба да се хранат? Значи, миленичињата се хранат, правилно треба да се хранат 3 пати на ден. Собствениците да им даваат 3 пати на ден храна. Според ветеринарните совети треба да се придржуваат конкретно до нив, но милениците се обично разгалени животинчиња кои што сакаат да јадат многу и секој собствениците тука грешат најчесто, им даваат прекумерна храна. И затоа стануваат дебели, што е штетно и по здравјето на самиот миленик. Чисто читам и по, барем јас тоа го имам сретното, на кучињата не треба да им се даваат шеќери. А чисто, значи, играме надвор, па со деца сето тоа и чисто случува да им се потврли, па некоја куцка од чоколада или сето тоа. Кој е штетното од сето тоа? Милениците не смеат да јадат благи работи, чоколада, како ние што јадиме, шејкер, овошје, не јадат такви работи, зачини, со премногу сол. Штетата е, значи, може да дојде до можност слепило на миленикот, оштетување на видот, може да добие мозочна инфекција, која што може да биде штетна по самото здравје. Дали во блиска иднина би можело да се создаде, се изгради, да се пренамени шелтер каде што би можеле да бидат сместени оние бездомни животни? Да, тоа е една приоритетна цел. Ние веќе имаме место каде што би можел да се изгради еден шелтер, но се разбира, тука значи си ги бара шелтерот потребите, кои што треба да се, значи треба тврда градба според стандарди, според европски стандарди, според правилникот за прифатилишта мора да се запази тоа. Затоа требаат финансиски средства и затоа мируваме се уште, па се надаваме дека понатаму ќе најдеме финансиер кој што ќе го финансира тој шелтер и ќе бидат заштитени бездомните животни, баш ќе бидат згрижени во тој шелтер, од каде што ќе може да се вдоми едно здраво милениче. Да се надеваме дека набрзо ќе се случи тоа, затоа што ќе биде позитивно за нашиот град воопшто. Бидејќи често можат со ваши настани да ве следат низ текот на целата година, оние кои што се заинтересирани за оваа проблематика, што имате за цел да реализирате ова 2016 година? Така, сепак се стремиме кон шелтерот, значи тоа остава приоритетна цел. Намалување, исто така цел ни е намалување на прекомерниот број на бездомни животни, едукација, трибини, да влијаеме се повеќе на луѓето, да лобираме се повеќе луѓето да ги знаат законите во нашата земја, да постапуваат по нив. Секако тука се и институциите, се повеќе и повеќе, значи идиме и до недоразбирање некогаш и со нив. Обично, значи, го правиме тоа, го потенцираме секоја година истото и се разбира, имаме некои идни планови кои би разговарале понатаму за истите. А дали има институции кои што ве поддржуваат? Има, да. Има институции што не поддржуваат, значи секако и поединци кои што работат во институциите. Можеме да кажем Агенцијата за храна и ветеринарство во Скопје се одлични за соработка. Исто така МВР, исто така се одлични за соработка. Така да сакам како наши соработници да ги потенцирам, Pet Shop пријатели, имаме одлична соработка и со нив. Поздрав и огромна благодарност до директорот на Домот на културата и до општина Битола за целокупната поддршка. Да, за поддршката и секако сега најново ние соработка со порталот Шеталиште. Одлично. Бидејќи спомна Агенцијата за храна и ветеринарство, на кој начин тие ви помагаат? Бидејќи тие се доста сега активни со некои проекти, каква е соработката со нив? Па тие се задолжени за оваа проблематика конкретно. Да. Ние со нив имаме соработка, значи
после секоја представка или пријава наменета за некој што зоставува животно на секаков начин, наидуваме на разбирање и го почитуваат законот кој што треба да го работат и тоа им е работа. Исто така и кога ни требаат некои совети во врска со новитетите во Република Македонија, дали биле измени на закон или некои други новитети, се тука за да ни укажат. Цеца, јас ти благодарам многу за твоето гостување во утринската емисија Деница. Ви посакувам многу успех во вашиот подвиг да можете да ги заштитите сите животни и со тоа да можете да им подарите многу домашни миленичиња на многу деца од градот. Ти благодарам многу. Благодарам и вас. Читувани ни одиме понатаму со утринската емисија.